بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Site za благодарување му припаѓаат само на Аллах те бареке ве теаля, само него го обожаваме и само од него помош бараме. Кога Аллах те бареке ве теаля ќе упати на правиот пат, нема кој може да го отстрани од тој прав пат, и кога Аллах аззе ве џел ќе го остави на стрампутица, нема кој може да го упати. И затоа ние со срце, со верба и со дела сведочиме дека нема друг Бог кој што заслужува да се обожава, освен Аллах те бареке ве теаля, кој што е вахдех, еден единствен, ла шарике лех, без другар, во создавањето и во владењето, и исто така сведочиме дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е негов искрен роб и негов последен пратеник, кој што е фактички печат на пегамберството. Вика Аллах те бареке ве теаля во Куранот 3 ајети кои што стално ги повторуваме. Од суннетот е Мухамед саллаллаху алейхи ва селем стално кога ги почнувал неговите дерсови, најчесто ги употребувал овие 3 ајети, затоа што со во овие 3 ајети има големи пораки. Едниот од нив, ја јухен нас, овие луѓе, имајте страхопочи спрема вашиот Господар кој што вас ве створил од еден човек, па од него створил неговата жена, па од овој чифт после тоа размножил многу мажи и жени. И имајте страхопочи спрема Аллах азвеџел и одржувајте ги родбинските врски. Имајте овие верници страхопочит спрема Аллах те бареке ве теаля хака туqatihi, вистинска страхопочит, онака како што Аллах аzzавеџел ја заслужува. Вала темутунна илля ва ентум муслимун, и немој никако да умрете поинаку освен како муслимани. И последниот третиот ајет, овие верници, имајте страхопочит спрема Аллах аzzавеџел и само зборувајте убави зборови, затоа што тој е Аллах аzzавеџел кој што ги опрашта вашите гревови и кој јакфир лекум зунубекум ва мен јути иллахи ва расулеку, и кој ќе се подчини на Аллаховат, на Аллах и на неговиот пегамбер, фекат фазе феузен азима, тој фактички ја достигнал најголемата победа. И на крај исто така од суннетот на Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, што често пати Мухамед саллаллаху алейхи ва селем го повторувал овој хадис, кој што е пренесен од многу сахаби. Нарочито го овој хадис на крајот, значи го употребувал Мухамед саллаллаху алейхи ва селем кога држал худбе, чак што више викаат сахабите кога ќе дојдел до овој хадис, до овој дел од худбето, Мухамед саллаллаху алейхи ва селем се поцрвенувал, сакајќи да ја истакне важноста на она што го кажува. И ова колку пати сме го повториле, иншаллах ќе го запамтите и вие и сите, затоа што е многу битен хадис. Вика Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, на вистина, секоја измислјотина во верата е новотарија, а секоја новотарија е бидат, а секој бидат е далалет, а секој далалет носи во џенемскиот оган. Вечерва, драги браќа, избравме една тема, и тоа по ваше барање, Аллах аzzавеџел да ве награди, затоа што на вистина е една тема која што е од огромен значај за муслиманите. Една тема која што е поврзана тесно со акидето, со верувањето на секој еден муслиман. Тема која што е искушение за многу муслимани. Чак што више била искушение и за алими. И тема на која што многу од муслиманите излизгале и се отстраниле од правиот пат. Тема која што е тешка за верување,
ама муслиманот е тој кој што верува во она што Аллах аззе ва џел го објавил и она што Мухамед салаллаху алейхи ва селем ни го кажал. Тема која што е многу битна и фактички која што ги опишуваат предзнаците на големиот на судниот ден. Тоа се големите предзнаци на судниот ден. Темата е околу појавата на Деџалот и доаѓањето на Иса за да го убие Деџалот. Викаме, ова е еден дел од акидето, еден дел од верувањето. Затоа што, драги браќа, се она што е пренесено, што е донесено, што е објавено во ајет е од Аллах те бареке ве теаля, директно објава од Аллах те бареке ве теаля. И тука нема дискусија, тука мора да се веруват. Ако сме верници, рекол Аллах, готово, нема тука дискусија. Од друга страна, тоа што било фитне, што представувало искушение за многу луѓе, е верувањето околу она што го рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. А ние, како прави верници, она што Мухамед саллаллаху алейхи ва селем го кажал, ние веруваме дека е повторно што? Под дозвола и под контрола на Аллах те бареке ве теаля. Зашто? Затоа што самиот Аллах аззе ва џел во ајет во Куранот рекол и тој ништо не зборува по неговиот хир, туку све што зборува тоа му е објава. Во еден друг ајет Аллах те бареке ве теаля рекол на Мухамед саллаллаху алейхи ва селем му се обраќа и кога ти би рекол нешто што не е вистина, ние би те фатиле со нашата моќ и би ти ја откорнале аортата од срцето. Субханаллах. Ајетите се тоа во Куранот. И последниот ајет, уште еден ајет околу ова, рекол Аллах те бареке ве теаля во Куранот, тој Мухамед саллаллаху алейхи ва селем е најдобар пример за вас, следите го него. Значи, она што Мухамед саллаллаху алейхи ва селем го кажал, го практикувал, тоа е фактички хадисот и неговиот суннет. Она што се пренесува од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем може да е сместено, значи улемата после тоа го класифицирале тој хадис, дали е вистински, дали не е вистински, дали е добар, дали не е добар, дали е со слаб сенет, дали е со добар сенет и така натаму и така натаму. Арнома, хадисите за кои што мухадисите, значи алимите кажале дека се хасен или сахи вистински, исто така и за нив не смее да има дискусија. Ако е хадисот сахи, тога за него исто така не треба да има никаква дискусија. Арнома, она што е битно и што треба во овој момент да се потенцира пред да поминеме во оваа тема е, ако се работи за хадис што не само што е вистински, што е аутентичен, што издегол од устата на Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, туку е хадис мутеватир, на степен на мутеватир. Што значи хадис на степен мутеватир? Тоа значи дека овој хадис не само што е вистински, туку многу асхаби, многу патови, многу синџири водат до истиот хадис, што ја отстрануваат целата могуќа, значи можност да биде нешто неточно. Значи хадис мутеватир е хадис кој што е вистински и нема дилема дека тоа Мухамед саллаллаху алейхи ва селем го кажал. Иначе за споредба, сите ајети од Куранот се пренесени со мутеватир. Значи сите ајети од Куранот се пренесени со мутеватир. Значи не е само еден асхаб го кажал тој ајет. Го слушнал од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем и го пренесол. Току се многу со стотици, со илјадници асхаби што го слушнале истиот ајет и го пренесува. Значи ајетите се исто донесени со мутеватир, со степен мутеватир. Оваа тема е исто така една од темите која што фактички е пренесена со хадиси мутеватир. Значи за оваа тема зборил Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. За оваа тема често пати објаснувал Мухамед саллаллаху алейхи ва селем и голем дел од хадисите околу оваа тема, околу Деџалот и околу Иса се не само што се некои од нив се сахи, некои од нив се хасен, па поголемиот еден дел од нив се и мутеватир. Што тоа се значи, да подцртам една линија да ставиме? Ова значи дека ако Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, нашиот пејгамбер, не обавестил за Деџалот и за неговото доаѓање, дека Деџалот постои и дека ќе дојде, тогаш ние во тоа веруваме, затоа што хадисите се вистински. Ако Мухамед саллаллаху алейхи ва селем ни објавил, ни кажал, ни пренесле сахабите од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, и тоа со голем број на вистински хадиси и хадиси мутеватир, дека Иса алейхи селам ќе дојде, тогаш ние во тоа веруваме. Значи ние фактички се ослањаме на главниот принцип на верата. Кој е главниот принцип на верата? Семи'ана ва ета'ана.
Ајет во Куранот. Ва калу семи'на ва атана. Верниците рекоа, слушнавме и се покоривме. Толку рекол Аллах зеџел, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, и нема тука дискусија дека тоа треба да се верува така како што е. Велам, голем дел од муслиманите, чак што више во историјата познати се и алими кои што на оваа тема излизгале од правиот пат. Па така, користејќи се со различни филозофии, користејќи се со своја некоја логика, многу луѓе што викаат, абе деџалот одамна излезе, нете камерата е со едно око камера, деџалот излезе неодамна. Телевизијата била измислена, телевизијата е деџалот. Не знам што друго било измислено, ете излезе деџалот. Едно-две излезе деџалот. Значи за различни работи, користејќи се со аналогии, користејќи се со филозофии, користејќи се со некакви лични мислења и лични логики. Се тоа нема никаква додирна точка со вистината. Зашто? Затоа што сега ќе видите со хадисите на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем дека ова не е вистина и дека деџалот не е излезен, а кога ќе излезе, ќе видиме што све ќе се случи. Мухамед саллаллаху алейхи ве селем пренесува голем број на хадиси, се пренесуваат од Мухамед саллаллаху алейхи ве селем голем број на хадиси околу ова. Еден од главните хадиси, еден долг голем хадис кој што се пренесуваат од Ебу Умаме, сахаб од Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, и овој е хадис во кој што Мухамед саллаллаху алейхи ве селем се пренесува дека Мухамед саллаллаху алейхи ве селем одржал едно многу големо предавање околу деџалот и околу случувањата со деџалот. Вика еден ден Мухамед саллаллаху алейхи ве селем излезе пред нас и вика, јас денес ќе ве обавестам за нешто што ќе се случи, а за тоа секој еден пегамбер од Адем алейхи селам до мене како последен пегамбер имат предскажано дека ќе се случи. Значи Мухамед саллаллаху алейхи ве селем го почнал своето излагање и своето објаснување на асхабите дека она што ќе се случи, појавата на деџалот, доаѓањето на деџалот е случка за која што секој еден пегамбер кажал и објаснал дека ќе се случи. Значи видете, не само што Мухамед саллаллаху алейхи ве селем и не само асхабите што пренесуваат хадиси од Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, како што рековме, вистински и плюс хадиси, некои од нив и мутеватир, туку и другите пегамбери кажувале за доаѓањето на деџалот. Арнама додал Мухамед саллаллаху алейхи ве селем и рекол, другите пегамбери кажале по некое својство за деџалот или по некоја случка за деџалот, како ќе се случуваат работите или како тој изгледа и што тој ќе прави. Само по нешто, по малку, по еден сегмент. Додека јас им рекол на сахабите, јас ќе ви објаснам во најситни детали за да бидете заштитени од него. Иначе им обрнал внимание уште од почетокот. Им рекол, тоа е најголемото фитне, најголемото искушение кое што ќе се случи и кое што поголемо искушение од него немало уште од Адема па до судниот ден. Најголемото искушение. Рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, ако слушнете дека излегол, не одите во тој правец, одите во спротивен правец. Ако слушнете дека излегол, никој од вас нека не се прави маж и нека не се прави верник голем, туку бегајте што подалеку од него, затоа што неговото искушение е огромно искушение. Рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, ќе ви го објаснам до тој степен, толку добро што дури се плашам да не ви ги помешам работите. Значи во толку во големи детали што ќе ви објаснам, што дури и се плашам да не ви ги помешам работите. Вика Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, ова фитне ќе биде слепо. Ова искушение ќе биде слепо. Овој е слеп на едното око. Овој што ќе дојде, ќе ви се представи како пегамбер. А знајте дека јас сум последниот пегамбер. Значи видете првата поука. Секој еден муслиман знае дека Мухамед саллаллаху алейхи ве селем е последен пегамбер. Ама не треба само знаење. Треба што? Треба верба, и да се опстои на тоа. Треба верба и треба да се опстои на тоа. Иначе ние сме сведоци дека и ден денеска уште се појавуваат луѓе кои што себе се прогласуваат за пегамбери, неуду билlah. Таков случај е кој? Ахмед Гулам Мирза, се прогласи за пегамбер човекот, неуду билlah. Еден во Турска се прогласи дека Иса, еден не знам кој, сите овие работи што се случуваат се, значи, аргумент, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем во еден друг хадис, после мене ќе се појават многу лажни пегамбери, отворите ги очите, јас сум последен пегамбер, нема друг пегамбер после мене, до судниот ден. Значи,
прво и основно Мухамед саллаллаху што им подлекол и што им кажал дека кога ќе дојде дежал, кога ќе се појави, прво што ќе се представи како? Ќе се представи како пегамбер. Ама знајте, бидите убедени дека нема пегамбер после мене. Исто така рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем: јас сум последен пегамбер. После мене пегамбер друг нема. А вие сте последен уммет. Пошто јас сум последен пегамбер, вие сте последен уммет. Така да бидете сигурни дека во овој уммет ќе се појави дежал. Аллах да не сачува тоа. Значи, во овој уммет, во нашиот уммет ќе се појави деджалот. Бидете сигурни, пошто ние сме последниот уммет до судниот ден. Нема друг. Мухамед саллаллаху алейхи ва селем рекол: тој ќе дојде кај вас без никакво сомнение. Кај вас ќе се појави, тој ќе се појави поради тоа што кај него ќе се насоберет огромен гнев. Кога тој ќе се појави, ќе почнат огромните искушенија на земјата. Вика Мухамед саллаллаху алейхи ва селем: тој е после од како ќе се представи дека е пегамбер, после тоа ќе оди на уште на поголем степен. Што ќе рече: јас сум вашиот Господ. Арнама, знајте дека Господ не можете вика да го видите додека сте живи на оваа дуња. Додека не умрете, не можете Аллах да го видите. Значи, уште една поука. Ние сите знаеме дека Аллах аззаваџел не можеме да го видиме. Ама тоа е знаење. А онаш другото што треба? Треба верување искрено, со убедување дека тоа е стварно така. Значи, ако некој ви дојде и ви се представи: јас сум Аллах, јас сум Господ, субханаллах, не можеш да го видиш Господ додека си ти жив. Откако ќе умреш тек после, на ахирет. Значи, тој вика деджалот, еднаш ќе се представи како пегамбер, ама знајте дека пегамбер после мене нема. После тоа ќе се представи дека е Господ, ама знајте дека Господ не можете Аллах да го видите додека сте живи. Како прво. Како второ, рекол: тој е слеп на едното око. Левото око му е избришано целото. Затоа се вика Месиху деджал, месх, избришано на арапски. Месахе, избриша. Избришано му едното око, наместо око има зелена гунга. Наместо око има зелена гунга. Тој е слеп, а Аллах не е слеп, Аллах гледа. Значи не може, и второто, не може да е Аллах, затоа што Аллах аззаваџел не е слеп. И трето, не може Аллах тебареке ве теаля да оди по земјата, затоа што на Аллах аззаваџел му припаѓаат и земјата и небесите. Значи, три аргументи Мухамед саллаллаху алейхи ва селем ги донесе во овој хадис, за да бидат луѓето убедени и да знаат да го разликуваат батилот од хакот, да разликуваат лашта од вистината. Аллах тебареке ве теаля е Господ вистински и тој не може да оди по земјата, како што викаат христијаните: Иса се претвори во Иса, Иса беше Господ и одеше по земјата. Неуду билля. Аллах да не сачува. Значи, три работи со кои што Мухамед саллаллаху алейхи ва селем ни го обрна вниманието тоа е дека, значи, прво и основно, овој е чор на едното око, има гунга зелена и, значи, не може да е Аллах тој, затоа што Аллах не е слеп. И третото, значи, Аллах аззаваџел не може да оди по земјата, затоа што земјата и небесите му припаѓаат на Аллах тебареке ве теаля. После тоа, друг опис дава Мухамед саллаллаху алейхи ва селем и вика: е млад, ќе биде млад, ќе биде низок и ќе чопа малку на едната нога. Ќе има многу густа црна коса и многу виткана коса, кадрава. А меѓу двете очи, на местото помеѓу двете очи, ќе му пишува кафир, неверник. Вика Мухамед саллаллаху алейхи ва селем: секој еден вистински верник, муслиман, ќе може да го прочита тоа на неговото чело, дека му пишува кафир, без разлика дали знае арапски или не. Без разлика дали знае да чита или не. Аллах аззаваџел ќе му овозможи на робот на неговиот верник, да му го прочита тоа на началото, дека му пишува кафир, неверник. После тоа вика Мухамед саллаллаху алейхи ва селем: едно од неговите големи искушенија е тоа што Аллах аззаваџел на деджалот ќе му дае дженнет и ќе му дае џехенем. Од едната страна ќе држи реки дженнетски, од другата страна ќе држи оган. Ама продолжил Мухамед саллаллаху алейхи ва селем и рекол: знајте дека неговиот дженнет е фактички џехенем, а неговиот џехенем
неговиот оган е дженнет. Сето тоа е илузија. Сето тоа е илузија. Чувајте се, рекол, за да не посрнете по тоа. Ако случајно дојдете во контакт со него, рекол, ако случајно дојдете во контакт со него и тој ви го приближи оганот, само слепнете и ставете глава во оган. Тек тогаш ќе видите дека тука фактички има питка вода. Тогаш ќе видите, кога ќе ги отворите очите внатре, дека има питка вода, чиста, убава, блага вода, а не е оган. Се е тоа илузија. Затоа чувајте се од неговото искушение. После тоа, вика Мухамед салаллаху алейхи ва селем, ќе сретне еден човек и ќе му рече: дали сакаш да ти ги оживам таткото и мајката? И овој ќе рече: како е тоа могуче? Кажи ти дали сакаш или не. Пај, вика, да видиме. И тогаш, вика, овој дежалот ќе нареди на двајца шејтани, на два джини, да ја земат формата на неговиот татко и на неговата мајка. Откако тие, джините, шејтаните, ќе ја земат формата на неговиот татко и на неговата мајка, тие джините ќе му речат: синко, наводно, синко, прати го него, пошто тој е твојот Господ. Прати го него, пошто тој е твојот Господ. Субханаллах, огромни искушенија. Затоа рекол Мухамед салаллаху чувајте се од неговите искушенија. Рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем понатаму, ќе дојде, вика, на едно место. Ќе помине покрај едно место каде што живеат становници. И ќе ги повика да го следат, викајќи им дека јас сум вашиот Господ. Становниците на тоа место се верници и ќе го одбијат. И ќе му речат: ние веруваме во вистинскиот, во Аллах те бареке ве теала. Откако тој ќе замине, видите, откако вика тој ќе замине, значи ништо не може да им направи. Затоа во продолжение после покасно иде во хадисот, вика Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, не може ништо да му направи деџалот на правиот муслиман. Значи видите колку е битно да бидеш вистински муслиман. Колку е битно да бидеш исправен во својата вера. Не може деџалот, иако има толкава огромна моќ, што Аллах аззаваџел му е дал, иако толкави огромни искушенија прави, сепак на правите муслимани не може ништо да им направи. Така вика во ова населено место кој ќе помине, и овие кога ќе го одбијат, тој ќе замине. Ништо не може да им направи. Ама од друга страна кој ќе замине, ќе им направи што? Ќе се случи да кај тие во тоа населено место све да пресуши. Све да пресуши. И нивните животињи да испоумираат одма, да испоцркаат. Значи све што имаат од крави, од овци, од добра, ќе им испоцркаат и све беричето ќе им се исуши. Од искушенијата е да се искуша пак, да се види дали ќе му веруваат или не. Од искушенијата е во друго место, вика, ќе помине населено и ќе ги повика луѓето да му веруваат, и тие ќе му веруваат. Ќе направат куфар, ќе излезат и од дин и од иман, и ќе поверуваат дека тој ми е Господ. Тогаш, вика, во нивното место населено ќе се размножи беричето многу, ќе се размножат животињи многу, ќе им се наполнат кравите со млеко, беричето огромен. Искушение, субханаллах. Све обратно. Вика понатамо Мухамед салаллаху алейхи ва селем, ќе помине покрај една рушевина. И кога ќе види рушевината, ќе рече: извади под тебе све богатство што имаш. И вика, ќе излезе од рушевината само богатството, злато, алтани ќе излезат, и вика, ќе одат позади деџалот као пчели. Да мислат луѓето дека еве муџизе направи овој. За да мислат луѓето дека овој е навистина Господ. Понатаму вика, нема да дојде деџалот, нема да ви се појави деџалот, се додека една група на муслимани не се соберат да ратуваат против куфрот и против неправдата. Значи, појавувањето на деџалот е фактички поврзано со што? Со појавувањето на голема неправда и голем куфар на земјината топка. Во тие времења, вика Мухамед салаллаху алейхи ва селем, ќе остане мала група на муслимани во права смисла на зборот муслимани. Па тие муслимани ќе одберат еден човек кој што е од најдобрите во тоа време. А овој човек, вика Аллах аззаваџел, ќе го упати преку ноќ.
преку ноќ ќе го упати. Тој човек ја вика со име исто како моето, а името на неговиот татко е исто како името на мојот татко. Мухаммед ибни Абдуллах. Ово е Мехдијата. Овој човек ќе тргне од Медина со војска муслиманска. Ова војска ќе тргне во борба против куфрот во тоа време, во борба против неправдата во тоа време. Ќе се борат на различни фронтови, ќе се борат на различни места и Аллах Аззаваџел ќе им даде победа, па победа. Победа и само победа. Се додека вика не стигнат во еден град и ги прашал на сахабите: знаете ли за еден град кој што еден дел од него е на копна, еден дел од него е на вода? Рекле да, ја Расулуллах, тоа е Константинопол. Го знаеме тој град. Вика ќе стигнат овие се до Константинопол. Кога ќе дојдат во Константинопол, Константинопол е денешен Стамбул, кога ќе дојдат вика во Константинопол, тогаш вика ќе го ослободат градот. Значи, пазите, еднаш е ослободен. Ова е второто ослободување. Ама вика ќе го ослободат градот без ни една стрела да исфрла, без ни една сабја да употребат, без никакво оружје. Со што ќе го ослободат? Вика ќе стигнат до првиот дел, во делот кај што е на вода и ќе речат ла илаха иллаллах, Аллаху екбер, и ќе падне првата третина од градот. Ќе продолжат во втората третина и пак повторно ќе речат ла илаха иллаллах, Аллаху екбер, и во третата третина ла илаха иллаллах, Аллаху екбер, и вика ќе падне градот и ќе го освојат. Само со текбири, субханаллах. Само со текбири ќе го освојат градот. И вика тогаш муслиманите, уживајќи во победата, ќе ги обесат вика нивните сабји, нивните мачови на маслинови гранки. Така во таа состојба, делејќи го ратниот плен, слободни, весели поради победата, ќе излезе вика шејтанот лаанетуллахи алейхи, ќе повика излезе Деџалот. Брзајте кај вашите фамилии, пошто тој е кај вашите фамилии. А ова е лажга, ова е лаж, ова не е вистина. Арно, ама, овие се вистински муслимани, прави муслимани, овие знаат, веруваат дека стварно треба да се појави Деџалот, ги земаат сабите и тргнуваат, се враќаат назад. Се враќаат назад, стигаат до Шам. Шам е денешна Сирија. Во Шам ќе се насоберат и тогаш викат на вистина ќе се појави Деџалот. Деџалот нема да остаи место на земјината тупка која што нема да ја згази. Деџалот вика нема место да остаи кај што нема да направи фитне. Овие муслимани во тие моменти на огромно искушение се спремаат да го клањаат пладно намаз во Дамаск, во градот Дамаск. Тогаш вика спремајќи се, викајќи икамет, додека се вика икамет, вика двајца мелеци го спуштаат Иса алейхиселам. Тогаш вика сите муслимани тука што се присутни вика ќе го познаат, знаат дека Иса. Субханаллах. Знаат вика дека тој е Иса алейхиселам. Ќе биде вика убав, бел на кај црвен, со така на кај жолта облеката, со боја некоја на кај жолта, со мокра коса, вика кога ќе направи, кога ќе мрдне со главата, вика од косата ќе му паднат капки од вода во вид на диаманти. Сите ќе го познаат дека Иса алейхиселам. Го носат двајца мелеци, го спуштаат. Тогаш овој муслиман кој што им е имам, значи Мехдијата така, кога ќе го види, ќе се повлече и ќе го пушти, ќе му рече бурум да не клањаш. Иса алейхиселам, овој повлечувајќи се наназад, или Иса алейхиселам од позади му ги става вика рацете на неговите плешки и го гура напред. Не вика, ти си имам, ти предводи го намазот. Овој момент овде треба да се објасни, драги браќа. Многу луѓе, како што спомнав и на почетокот, и во прашање на Деџалот и во прашање на Иса, скршнале од правиот пат. Отишле во стрампутица, во далеле. Зашто? Вика како Иса се ќе дојде пегамбер, а ние знаеме дека пегамбер после Мухамед ﷺ нема. И затоа, поради ваквото размислување, сите хадиси за доаѓањето на Иса ги отфрлиле. Ва јаду билля.
Се ова е отфрлено само поради ваквото размислување. Ама не смееме хадисите да ги отфрламе затоа што рековме дека хадисите се вистински. Арнома, видите во овој момент што се дешава, иде Иса. Дали излагат имам? А пегамберите кога идат, можат ли да излезат пегамбера да не е имам? И кога излагат пегамберот, тој е имам, нема друг. Не можат пегамберот да кланјат позади некого. Ова е аргумент. Ова е аргумент дека Иса алейхиселам доаѓат, ама само со една мисија, не доаѓат како пегамбер. Доаѓат само со една задача, а задачата негова е што? Да го убиет Деджалот. И Деджалот е свесен за ова, го знаат тоа. Ќе видите покасно како доаѓат во хадисот, како Мухамед ﷺ го објаснал тоа. Значи, ќе се поредат муслиманите во сафови, ќе излезат мехдијата, ќе го клањат пладно намаз. Позади него е Иса и сите другите муслиманите. Ќе го клањаат пладното. После тоа ќе почнат да коваат стратегии како да излезат против војската на Деджалот. Така ковајчи планови ќе ги стигне зора. На зора ќе викаат езан и ќе викаат икамет за да го клањаат саба намазот. На овој намаз сега веќе ќе излезат Иса, ќе му дадат предност Иса да ги клања. Иса ќе ги клањат во сабаскиот намаз и откако ќе даде селам, еселаму алейкум, чините ми Аллах. Интересно е овде кога го клањал сабаскиот намаз, кога отишол на руку Аллаху екбер, направиле руку, кога се дигнал при руку рекол семи Аллаху лимен хамиде, како што викаме, и после тоа додал Аллах да го уништи и да го убие Деджалот. Аллах да го уништи и да го убие Деджалот. Па Аллаху екбер отишле на сеџде. Така го исклањале намазот, дале селам, кога дале селам, им наредил Иса на браќата на муслиманите, им рекол отворите ги портите. Отворите ги портите. Кога ги отвараат портите од градот, пред нив што ќе видат? Ќе го видат Деджалот со 70.000 евреи позади него. 70.000 евреи, јахуд. Војска на Деджалот кој ќе видат? Евреите, Аллах да ги убести. Субханаллах. Арно ама во тој момент Иса алейхиселам ќе земет едно копје и ќе се појави помеѓу муслиманите, ќе се дигне. Кога Деджалот ќе го види, вика Мухамед ﷺ, ќе почне да се топи како сол во вода кој ќе ставиш. И ќе почне да бега. Замислите, значи, сето тоа фитнес што го правил, сета таа наводна сила што ја имал. И ти рекол, ми рече, што сето тоа џабе кој ќе го види Иса, вика ќе се топи исто како сол кој ќе ставиш во вода. И ќе почне да бегат, Иса чуди позади него. Бегајќи тој се топи, се троши. И вика Мухамед ﷺ, и да не го стигне Иса да го убие, тој ќе се стопи, ќе исчезне. Ама не, Иса ќе појде да го убие со крвта негова, да им докаже на сите неверници дека кој е Деджалот. И на крај вика Мухамед ﷺ ќе го стигне на вратата на Лут, едно место Лут се вика, значи на вратата на Лут. Видите, субханаллах, се кажани места, се кажани градови, се кажани врати, се кажани планини, ридови, све е кажано во детали. Субханаллах. Ќе го стигне, вика, на местото Лут и таму вика ќе му го забијат копјето. И ќе го извади копјето, со тоа крваво копје ќе се вратит кај евреите. Кој ќе се вратит во оваа војна, кај што ја водат муслиманите против евреите, вика Аллах те бареке ве теала во тие моменти ќе нареди на се што постои на земјата во таа околина да збори. Ќе им нареди на дрвата, ќе им нареди на земјата, ќе им нареди на камењата да зборат. Така што, кој ќе се скрие некој евреј позади некој дрво или позади некој камен, вика ќе прозбори тој камен или тоа дрво и ќе рече: "Ја муслим, ја Абдулла, о ти муслиман, о роб Аллахов, хада јахуд, еве го овде евреот, фектулхум, уби го." Секој еден ќе прозбори секој едно дрво, секој еден камен, освен рекол иля гарпат, освен дрвото гаркат. Дрво мало едно као грмушка, вика тоа е еврејско дрво. Тоа е еврејско дрво. Само тоа нема да збори. Сега, и овде еден интересен податок. Субханаллах. Замислите евреите, денеска што живат, колку се убедени во хадисите на Мухамед ﷺ. Цел Израел денешен е со гаркат.
Цел Израел, цела држава ја имаат посадено со ова дрво. Ова ќе не бранит, ова нема да збори само. Субханаллах, чафири се, чафири кои што видите што прават во Газа и во Палестина против муслиманите, ама убедени се во хакот. Убедени се, како што рекол Аллах те бареке ве таала во Куранот, рекол: о Мухамед, тие толку добро те знаат што подобро те знаат од своите синови. Колку ти што го знаеш твојот син, не, тие подобро го знаат, те знаат тебе дека си пегамбер и се убедени се дека си пегамбер од своите синови. Ама чафирот чафир, куфар, субханаллах. Субханаллах. Вика Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, вака ќе заврши неговото фитне, ама пред да го заврши неговото кажување, Мухамед салаллаху алейхи ва саллем обрнал внимание и на неколку други моменти. Рекол, од случувањата што се случат, нема да остави место во кое што нема да влезе деџалот, освен 4. Значи нема место на земјината топка што нема да ја помине, освен во 4 места не ќе може да влезе. И вика, тоа е Месџидул Харам, значи џамијата во Мека, Месџидул Неби, или значи градовите, фактички се работи за градовите, Мека, Медина, Месџидул Акса или Јерусалем и Тур, едно место Тур. На овие 4 места не ќе може да се приближи. Вика, кога ќе се приближи до Медина, тогаш вика во тоа време Медина ќе има 7 порти, градот ќе има 7 врати главни, градски. И кога ќе сака да се приближи до една порта, вика, тука ќе средне двајца мелеци со усукани сабји. Ќе појдат кај другата врата, ќе сретне други двајца мелеци со усукани сабји. И кај другата порта исто, и кај другата порта исто, и ќе направи цел круг и ќе види дека не може да влезе, никако не може да влезе во Медина. Тогаш вика, од гнев, ќе застане позади Ухуд на едно место. Видите, пак место тачно е кажано, кај ќе застане? Вика, ќе застане позади Ухуд и ќе лупне со неговите нозе. Лупајќи со неговите нозе, вика, Медина ќе ја протресат 3 земјотреси. Снажни земјотреси. Тогаш вика, од Медина, тогаш ќе ги повика овој деџалот да дојдат, ќе им се представи као Господ, да дојдат кај него. И тогаш вика, од Медина ќе излезат сите мунафици. Ќе излезат сите мунафици што постојат во Медина. И затоа муслиманите, како ќе го наречат овој ден, денот на триумфот. Видите? Зашто? Или денот на чистењето. Медина ќе се исчисти од сите мунафици. Тие што се мунафици ќе излезат од Медина. И Медина ќе остане чиста, само најдобрите муслимани во неа. Ама од друга страна, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, најголеми лаковерници се жените. И затоа жените најмногу ќе го пратат. Чувајте ги, рекол, вашите жени. Вистинските верници, вика, во тоа време ќе ги врзуваат жените за стубовите од своите куќи. Субханаллах, страв да не трнет позади деџал. Откако ова ќе се случи, после тоа, вика Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, ќе излезет од Медина еден млад дечко. Ама тој е еден од најдобрите верници од Медина. И сите ќе се зачудат како ово изгледа. Арнама, субханаллах, огромен иман, ќе трне на кај деџалот. Ќе го пресретне групата, стражарите од деџалот. И ќе му речат, каде ти, дали веруваш дека е тој Господ? Не, никако, валлахи, рекол Господ, ја Аллах завеќе, вика. Тогаш, вика, ај да го убиеме. Тие меѓу себе зборуваат стражарите, ај да го убиеме. Еден од стражарите ќе речат, понекате, дали заборавивте дека фактички деџалот нас ни забранил ние да убиваме. Само тој убива. Замислите, значи, субханаллах, од ова се разбира дека каква наредба им дал деџалот. Само тој да убива, да коле, да беси, субханаллах. И го фаќаат детево и го носат пред деџалот. И му викат деџалот, дали ти дали ти сведочиш дека јас сум Господ? И детево ќе почне, ешхеду, сведочам, дека ти си деџал, лажник, а Аллах завеќе е еден единствен. Тогаш, вика, деџалот ќе биде толку разгневен, што ќе му рече, дали сакаш да те убијам и да те оживеам, со цел да му докаже дека ете, јас сум Господ. И ова дете му вика, нема проблем. Прави што ќе прави со мене, ама ја не го менјавам моето. Аллах завеќе е еден единствен.
Тогаш, вика Мухамед ﷺ, дежалот ќе извади сабја и ќе го убие. Откако ќе го убие, вика, ќе земе пила и ќе го пресече телото негово на две половини. И ќе ги разделе тие две половини. И ќе помине помеѓу тие две половини. За да видат сите дека еве го расчерече детето. И после тоа ќе нареди стани и детето ќе оживее, ќе се соединат тие две и ќе се оживее детето. Сега ќе му рече, дали ти веруваш дека јас сум Господ? А ова дете ќе му рече, ешхеду ен ла илаха иллаллах, сега уште поише сум убеден во Аллах. И вика Мухамед ﷺ, ова е најголемиот шехадет во историјата на човештвото. Најголемиот шехадет во историјата на човештвото. Субханаллах, субханаллах. Овие се искушенијата на деджалот, субханаллах, че имате уште малку сабр. А пред да дојде деджалот, исто Мухамед салаллаху алейхи ва селем кажал да знаете кога е неговото настапување, кога тој ќе дојде. Од предзнаците пред неговото доаѓање, вика ќе бидат 3 многу тешки години за верниците. Вика во тие 3 години, во првата година, Аллах аззе ве џел ќе му забрани на дождот да врнет 1/3 од годишното, за една година што треба да паднет, 1/3 Аллах аззе ве џел ќе забрани. И на земјата 1/3 од низиниот беричет ќе го забрани. Втората година, вика Аллах аззе ве џел, 2/3 од дождовите ќе ги забрани и 2/3 од беричетот ќе ги забрани. И третата година тотално нема да капнет една капка дожд цела година и нема да има никаков беричет на земјата. Сахабите, субханаллах, одма прашале, ја Расулуллах, а како ќе преживеат муслиманите? Како ќе преживеат верниците? Рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем, тие ќе преживеат така што ќе прават техлил, така што ќе прават текбир, така што ќе прават тесбих и така што ќе прават тахмид. Што значи техлил? Зборот ла илаха иллаллах. Што значи текбир? Зборот Аллаху екбер. Што значи зборот тесбих? Субханаллах. И зборот тахмид? Елхамдулилlah. Овие зборови, вика Мухамед ﷺ, значи се составени во каде? Субханаллахи, валхамдулиллахи, ва ла илаха иллаллаху, валлаху екбер. Сите 4 се во ова, значи, во ова изрека. Сите 4. И тахлилот, и тахмидот, и текбирот, и тесбихот. Овие зборови, рекол Мухамед ﷺ, ќе бидат храна за верниците. Со овие зборови ќе ги преживеат тие тешки денови. Рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем, за верниците кои што ќе го сретнат деджалот, ќе биде спас нивниот иман. Ако случајно го сретнете, рекол деджалот, тогаш за да се спасите од неговите искушенија, прочитајте ги првите ајети од суретул Кеф. Првите ајети од суретул Кеф. Суре Кеф е суре на пештерата. Се наоѓа на 293-та страна од Куранот. Почнува вака. Бисмиллахи рахмани рахим. Елхамдулиллахи аллади јанзале ала абдихи алкитабе ва лам јаджал леху иваджа. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سورة كهف 293-294 страница. Првите ајети од суре Кеф. Малку се, како што видовте, научите ги, браќа. Аллах аззе ва џел да не заштити од искушението. Иншаллах, Аллах аззе ва џел да не дозволи воопшто да се сретнеме со тој проклет дежал. Ама во случај да се сретнеме, пошто ние сме уммет кој што некој од нас ќе се сретнат, Аллаху алем, научите ги овие зборови, ќе бидат иншаллах од помош за секој еден муслиман. Иначе рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем, ако деджалот стигне, се појави додека сум ја жив, ја ќе бидам за вас заштита. Видете, ни Мухамед салаллаху алейхи ва селем не бил сигурен кога ќе се појави. Дали ќе се појави додека е тој жив или не. А денес муслиманите уопште не ни го носат паметот на тоа. Уопште ова е заборавена работа. Неуду билля. Значи, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, уште повторам, ако сум ја жив, ќе бидам ја заштитник за вас. Ако не сум жив, секој за себе нека се бори. Во еден друг хадис вика е додаено
секој за себе нека се бори, па плюс ќе бидат заштитници и добрите верници за вас. Аллах те бареке ве таала, иша Аллах, го молиме да не заштити од искушението на дежалот. Аллах те бареке ве таала, иша Аллах, ако случајно го доживеме ние тоа, да не направи од јаките верници кои што нема да исклизгаат од правиот пат. Рекол Мухамед салаллаху алейхи ве селем, од војската која што ќе излезе со Мехдијата, кои што ќе ги поведат војните за ослободување од неправдата и од куфрот, војска која што повторно ќе го донесе шеријатот, војска која повторно ќе го донесе исламот, од оваа војска 1/3 рекол ќе се уништи, првата третина, и таа е третина која што никогаш Аллах аззаваџел нема да им опрости. Аллах аззаваџел да не сачува да не бидеме од таа прва третина. Втората третина, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, се луѓе кои што ќе погинат и тие се најдобрите шехиди кај Аллах те бареке ве таала. А третата третина се луѓето кои што ќе ги продолжат војните, кои што ќе го ослободат Константинопол и Рома, и кои што ќе се борат со деџалот и против јаудите, и вика тоа е најдобрата војска кај Аллах те бареке ве таала. Затоа го молиме на Аллах аззаваџел да не бидеме од првата третина, туку од втората или од третата, иша Аллах. Ако имате сабар, ја уште малку би околу ова имате сабар и сабар. Би продолжил уште малку, затоа што субханаллах е тема околу која што се поврзани многу работи. Верували или не, целата историја човечка, све од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем па наваму што се дешават, и денешните глобални работи што се случуваат, све се случуваат околу ова работа. Све се случуваат на оваа тема. Сите војни, сите работи што да речеме денеска ги прави Америка или Англија или Франција, и што ги прават евреите, све што се случуваат со нивни план. Сите го чекаат овој ден и оваа случка. Многу интересно, субханаллах. Видите што се случува. Рековме на почетокот дека сите пејгамбери го предскажувале доаѓањето на дежалот, Месихот Деџал, и доаѓањето на Иса, кој што ќе го убие дежал. Сега, видите какви работи се случуваат. Христијаните веруваат во Иса, веруваат дека Иса бил убиен, дека бил повторно се оживел, воскреснал и така натаму, дека Аллах аззаваџел се реинкарнирал во Иса, па Иса Господ, неудубилля. Како и да е, Иса алейхиселам исто им кажал за дежалот, им кажал дека пак ќе дојде. И тие имаат огромно убедување дека Иса ќе дојде. Тие веруваат. Исто како што веруваме и ние. Ама, тие се страшно убедени дека Иса ќе дојде и ќе биде нивни предводник. Ќе биде нивни предводник, пошто тие го веруваат, и ќе ја земаат целата земјина топка под нивна команда. Све што прават христијаните, и крштарските походи што ги правеле, и денеска што се сите војни што ги организираат Америка со низините сојузници, све е планирано да спремат терен за Иса. Евреите од друга страна, на Иса алейхиселам не го поверуваа. Така? На Мухамед салаллаху алейхи ва селем не го поверуваа. А и Муса и Иса им кажа дека ќе дојде еден Месих, ама Месихот Деџал. Тие дени денеска евреите го чекаат Месихот. Ама кој е за нив Месијата? Деџалот. На хадисот преаска што го кажавме, Деџалот позади него 70.000 евреи. Евреите го чекаат него. И тие прават подготовки за него. И са видите, коалиција евреите со американците. Најголема коалиција имаат. Сега, евреите го барат Израел. Зашто? Да го очистат Израел од муслиманите, да им дојдат Месијата. Американците дволичњаци. Океј, што сакате? Израел, еве ви го, еве ви пари, еве ви оружје, еве ви све, правите што ќе правите, чистите вие, исчистите теренот, пошто ќе дојде Иса. Субханаллах. И сега, и евреите, и христијаните интензивно работат на оваа тема, интензивни подготовки прават, муслиманите спијат. Субханаллах. Замислите, субханаллах. Американците, чак што више, последните 7 американски председатели, сите се снимени со камера се, кои што изјавуваат, добро, ти не викаат ишала, дај Боже, викаат,
Дай Боже ја да ја стигнам Армагедон борбата. Снимаат филмови за Армагедон, субханаллах. Тие мислат дека на Армагедон ќе победат. Се спремаат за Армагедон. Евреите се спремаат, муслиманите. Субханаллах. Имајќи го овој пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, што во детали све ни кажа, имајќи го овој ислам, што е све чисто и све ни е јасно, субханаллах, ние уште нигде не сме. Што е Армагедонот? Ар на арапски, па и на еврејски, значи планина. Висорамнина фактички. А Магедон се вика местото, во Израел е Магедон. Сега, вика борбата што ќе се одвие на оваа висорамнина. На оваа висорамнина стално имало борби. Најголемите борби се одиграни во оваа висорамнина. Во оваа висорамнина се борели Давуд алейхиселам и Сулейман алейхиселам. Во оваа висорамнина ќе се борат и евреите, христијаните и муслиманите. Што е најинтересно, и за ова Мухамед саллаллаху алейхи ве селем дал значи објасненија. Рекол, во ова време, спремајќи се за војна, христијаните ќе ги разберат кои се вика евреите и ќе стапат во коалиција со муслиманите. И ќе се борат заедно против евреите. И 1/3 од еврејскиот народ ќе биде погубена, уништена. А тоа ќе биде најголемата војна во историјата на војните. Во тоа време, вика, ќе се уништи целокупниот арсенал. Замислите, во една војна, све ќе се уништи. После оваа војна, вика, кога ќе заврши војната, ќе се вратат луѓето на мачови и на сабије. Субханаллах. Значи све живо, можете да замислите, тенкови, авиони, бомбандери, тиреков, мирече, хеликоптери, целокупниот арсенал ќе биде, вика Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, ќе биде препокриена земјата со лешови. Колку што е едно носење на едно бебе, на една трудница. 9 месеци ќе се закопуваат луѓе додека се исчисти местото од лешови. Една од најголемите борби. И ова е предзнак. Армагедонот, после Армагедонот доаѓаат овие други работи, појавувањето на Деџалот, појавувањето на Иса и така натаму. Армагедон, борбата во Армагедон. Субханаллах. Понатаму рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, после оваа војна, мислејќи дека луѓето Иса дојде и Иса ќе ги поддржи јаудите или евреите, овие христијаните, поише христијаните во него ќе веруваат, вика Иса алейхи селам ќе го скрши крстот и ќе убие свињата и ќе владеет со ислам, ќе владеет со мојот шеријат, шеријатот Ахмеди, со шеријатот на Ахмед Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Значи уште едно побивање на тие кои што викаат дека Иса ќе дојде како пегамбер. Не, валлахи не. Нема пегамбер после Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, него Иса кој ќе дојде, не иде како пегамбер, па ќе владеет со шеријатот на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Во тоа време, вика Аллах те бареке ве теала, ќе им овозможи на муслиманите сите други покосат, ќе остане само исламот. Само Аллах те бареке ве теала ќе се обожаваат во целата земјина топка. И нема, вика Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, нема да остане куќа во која што нема да влезе нурот, светлото на исламот. Иша Аллах. Значи, вика Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, ќе владее Иса 40. Еса, што 40 години, 40 денови, Аллаху алем. Во тие времиња, иначе, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, ќе бидат пореметени и деновите. 40 години, кој спомнал, за Деџалот, да речеме, кој рекол, че хара Деџалот низ земјата, рекол, 40 дена. Ама првиот ден, колку една година, вториот ден, колку еден месец, третиот ден, колку една недела и другите денови, као обични недели. Замислете сахабите што прашање поставиле во овој момент. Првиот ден, колку една година. Што поставиле? Што им било најважно нив? Ја Расулуллах, дали нашите 5 вакат намази ќе ни стигнат за тие, за една година? Најголема грижа имале за намазот, субханаллах. Што им рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, нема да ви бидат тие доволни. Току ќе направите од прилика калкулација колку треба намази да исклањате. Субханаллах. Аллах те бареке ве теала да не заштити од сите зла. Аллах те бареке ве теала да не заштити од сите искушенија, нарочито од искушението на Деџалот. Го молиме на Аллах те бареке ве теала, ако случајно го дочекаме, Аллах да не учврсти, да ни ги учврсти нашите срца со иман, да ни ги учврсти нашите нозе во неговиот пат. Аллах аззе ве џел да ни го даде џеннетот и да не заштити од џехенемот. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.